Младинскиот образовен форум постави еко-елка во центарот на Тетово. Елката е направена од пластични шишиња, а првичната цел е да се иницира по соодветно користење на ваквите потрошни материјали. Младински образовен форум од Тетово, односно Медија Арт клубот, кој што функционира како дел од Младински образовен форум, ја организираше акцијата за поставување на новогодишната еко-елка во Тетово. Акцијата ја организиравме еден месец, со тоа што членовите од клубот донесуваа шишиња и сите други материјали кои што беа потребни за конструкција на самата елка. Овој месец работевме на конструкција на самата елка и денеска е финалниот настан. Елката ќе ја поставиме во центарот на Тетово, каде што граѓаните ќе можат да пишуваат пораки за нова година кои што сакаат лично тие да ги остават. Како што напоменав, целта на оваа акција е подигнување на еколошката свест, не само кај младите, туку воопшто кај сите граѓани на Тетово. Идејата ја добиле од работилница на која учествувале членови на МОВ. На таа работилница потрошниот материјал бил употребуван во различни цели. Членовите на клубот се доста активни овој месец. Покрај оваа акција со новогодишната еколошка елка, вчера организиравме една акција за загаденоста на воздухот во Тетово, каде што делевме маски на случајните минувачи и со флипчарт ја пренесовме нашата порака за односно дека сакаме незагадено Тетово. Исто така да напоменам дека оваа иницијатива покрај членовите дојде од претходно една работилница која што одржа една волонтерка од Германија. Работилницата се однесуваше на употреба на стариот отпад. Од шишиња, од најлони, од кести се правеа производи кои што подосна добиваа свој живот на некој начин. Дечките, членовите на клубот од таа работилница уште повеќе добија желба за изработка на оваа елка. На поставеното место еко-елката ќе стои до 15 јануари. На неа граѓаните ќе можат да ги искажат своите желби. Преку ваквите настани, членовите на Младинскиот образовен форум сакаат да го поттикнат младинскиот активизам за поздрав живот.